Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Добро дојдовте, почитувани, во новиот подкаст на Глас од Македонија. Вечерва ќе продолжиме со чудата на Света Петка во селото Велгошти, но пред да одиме, би сакала да ве замолам повторно да кликнете на лайк и сабскрайб, со тоа ќе бидете и мои поддржувачи. Верувам дека знаете дека Света Петка најмногу ги помагаше жените и сиромашните. Порано, додека живе во Велгошти пред да дојдам во Канада, беше со влегување во дворот неколку скали за да влеземе за во црквата, влегувавме во една соба, како соба беше, а всушност ходник, каде се продава свеќите, а потоа да влеземе во самата црква да запалиме свеќи. Таму, место врати како што има по куќите, таму беа половина врати, би рекла, без да се заклучуваат, исто како што се пред олтарот. Еднаш, како и многу пати додуша, мајка ми и неколку жени, меѓу кои и една многу побожна од селото, отидоја за време на великденските пости да спијат во самата црква. И како што знаете, секогаш се носи постно јадење. Влегле таму, меѓутоа ги затвориле и тие половина врати во црквата, седнале околу и поставиле после за да јадат, ставиле чаршав. Јале што јале и по кратко време слушаат другите како вратите кои биле затворени, зборувам овие пола врати, се отворат наеднаш и само едната се затвора. Меѓутоа, што се случува? Во меѓувреме после тоа се слуша пулу, 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 како што викаме по кокошките. Но таа што кажувам, жената што била обожна, ја гледа Света Петка како доаѓа од олтарот преку тие половина врати, прво оди да ги отвори вратите што биле затворени, па едната ја остава, а потоа заминува према камбаната. Тогаш никој ништо не проговорил, била права тишина. Утредента кога стануват, гледат дека на чаршафот нема нити една трошка од тоа што јаделе. Почитувани, бидете верни на Бога, на Христоса и на Богородица, како и се разбира и на другите светци. Со тоа си помагате да ви се решат полесно и вашите проблеми со молбите што ги давате према нив. Не заборавете исто така да кликнете на лайк и сабскрайб. Тоа е и голема поддршка за самата Глас од Македонија. А вие кои се наоѓате во Охрид, добро би било да одите да го посетите селото Велгошти и црквата Света Петка, каде можете таму да се помолите, а посебно апелирам оние што прв пат одат, да го кажете следното. Света Петко, прв пат ти доаѓам во твојава куќа. Исполни ми ја желбата, а вие си знаете која. Со повторно наше видување до идниот подкаст, би сакала јас, Драгица Белчевска, да бидеме со вас во идниот наш подкаст со нови чуда на Света Петка, а верувам во идната емисија ќе биде и за другиот светец, Свети Илија. Но затоа пак, пред да се разделиме, почитувани со овој наш подкаст, би сакала да спомнам било каде да сте во светот, можете да ја слушате радиопрограмата на Глас од Македонија секоја недела од 6 часот попладне по канадско време, ако отворите на самиот компјутер на интернет на CMR 101.3 FM, за да бидете мои поддржувачи. До следното наше видување ви посакувам со добра мисла, со позитивна енергија према сите вас да бидете во добро здравје и расположение. До видување до следниот наш подкаст од мене Драгица Белчевска.
Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.